Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Почнуваме со светските вести. Најмалку 32 лица загинаа во 4 напади врз полициски објекти во источниот и северозападниот дел на Пакистан, соопштија властите во оваа земја. Во источниот град Лахор, напаѓачи отвориле оган врз објекти на Федералната агенција за истраги, која се бави со прашања поврзани со имиграција и тероризам. Биле нападнати и 2 полициски центри во предградија на Лахор. Полицијата вели дека има контрола врз сите нападнати објекти. Во последните неколку дена милитанти извршија 4 позабележителни терористички напади во кои загинаа над 100 лица. До сега никој не ја презеде одговорноста за најновите напади, но Талебан во Пакистан претходно се закани дека ќе напаѓа армиски владини цели ширум земјата. Пакистански разузнавачки представници во четвртокот соопштија дека во напад на, како што се претпоставува, американско беспилотно летало во племенскиот регион Северен Вазиристан, што се граничи со Авганистан, загинале најмалку 4 милитанти. Северна Кореја најави дека може да дојде до поморски судири со Јужна Кореја доколку официјален Сеул продолжи да распоредува воени бродови во водите што Северна Кореја ги смета за своја територија. Во соопштение на официјалната Корејска централна новинска агенција, објавено во четвртокот, армијата на Северна Кореја ги опиша наводните акции на Јужна Кореја во Жолтото море како опасни армиски провокации. Обете страни беа вклучени во крвави поморски инциденти во 1999 и 2002 година околу спорната поморска граница западно од Корејскиот полуостров. Обединетите нации ја поставија границата по Корејската војна меѓу комунистичкиот север и демократскиот југ од 1950 до 53, меѓутоа Северна Кореја не ја признава. Судот во западниот кинески регион Шинџијан на уште 6 лица им одреди смртна казна заради нивната вмешаност во крвавите етнички нереди во јули, при што загинаа речиси 200 лица. Според нивните имиња, 5 од осудените се членови на малцинската група, составена главно од муслимани ујгурци. Шестиот осуден, Хан Џунбо, можно е да припаѓа на кинеската доминантна етничка група Хан. Хан е осуден заради претепување на ујгурец до смрт и за повреда на друго лице. Насилството во Кина во јули годинава важи за едно од најжестоките инциденти изминативе неколку децении и главно се однесува на малцинството, муслиманите ујгурци против кинезите Хан. А председателот Барак Обама заминува за Нью Орлеанс за прв пат откако стана председател и 4 години откако регионот беше опустошен од ураганот Катрина. Со ова го започнуваме блокот Домашни вести. Белата куќа вели дека председателот ќе посети училиште, а потоа ќе зборува на Универзитетот на Нью Орлеанс, каде ќе слушне како тече обновата и повторната изградба на градот. Председателот веќе е соочен со критика што во градот ќе остане помалку од 4 часа, без да го посети соседното Мисисипи, што исто како и Луизијана беше опустошено од Катрина. Но официјални представници велат дека Обама силно се ангажирал да им обезбеди на жителите на заливот се што им треба да се опорават од ураганот. На 29 август 2005 ураганот Катрина го погоди ова крајбрежје, оставајќи над 1000 мртви и 1 милион бездомни лица. Американскиот пазар на работни места се поправа, што се гледа по намалениот број луѓе кои се пријавиле за помош заради невработеност. Ова е најмала цифра од јануари наваму, а тоа е, според најнови податоци од одделот за труд, 514.000 американци минатата недела за прв пат се пријавиле за компензација, додека бројот на оние кои подолго време се без работа паднал под 6 милиони за прв пат од март. Но ова е слаба утеха за домакинствата кои силно го чувствуваат ударот од невработеноста, што им отежнува и на трговците да ги креваат цените. Но ако ова е лошо време да се биде невработен, наедно е и добро време да се купуваат акции. Водечкиот американски пазар на акции вчера затвори над 10.000 за прв пат по една година, што покажува дека кај американците се враќа довербата во опоравувањето на државната економија. Американската актерка Мија Фаро, амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ, вели дека децата кои живеат во блокираната Газа страдаат од траума. Фаро денес зборуваше во Газа, залагајки се за подобри животни услови за овие деца. Покрај Газа и западниот брег, таа ќе оди во израелскиот град Сдерот, што често е ракетиран од Газа. Израел и Египет поставија блокада на Газа, кога милитантите на Хамас ја презедоа контролата на територијата во 2007.
А во приложение на News Flash, шоу на диносауруси, што изминативе 2 години мина низ Европа, Австралија и Соединетите Американски држави. Ако сакате да почувствувате како изгледа да се најдете очи во очи со овие джиновски влекачи, следниот прилог е за вас. Некои од нив се вегетаријанци и нема да ве изедат. Децата знаат за диносаурусите. Пейтон на само 4 години набројува некои од нив. Еве што вели Мет, кој има 10 години. Колку се стари? 65 милиони години, мислам. Како твоите родители? Да, така некако. Ова е новороденче Брахиосаурус со мајката. Таа е висока 11, а долга 17 метри. Обете се дел од патувачкото шоу Одејки со диносаурусите. Ова е дел од пробата на шоуто со влекачите машини, чија продукција е вредна 20 милиони долари. Вкупно 17 джиновски влекачи се контролираат со далечински управувач, практично миниатурен диносаурус чии движења ги имитира големиот. Ед Мей е дел од екипата која управува со диносаурусите. Со овој џојстик се движи устата, а со овој прекинувач трепкаат очите. А под секој диносаурус се наоѓа возач. Возачот има џојстик што овозможува животното да врти лево или десно, да оди брзо или бавно, да запре одеднаш, например. Благодарение на екипата, овие джиновски животни оживуваат пред вашите очи. Само не му кажувајте на малиот Иван дека се движат со далечински управувач. Тие не се роботи, вистински суштества се. Утре во News Flash, инвентивни њујорчани, велосипеди од бамбус. News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон и подсетување да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.